Hvala ви пред се за поканата. Многу сум задоволна, многу сум среќна, многу ми значи што го повторуваме овој концерт. Ете, минатата година имавме успех, прилично успешно помина концертот. Емоции, пријатни искуства беше и за мене и за публиката, се надевам и за Охрид. Оваа година нешто слично, но малку поразлично, ете, во смисла што репертоарот оваа година е малку поразновиден. Ке имаме арии од францускиот репертоар, се уште станува збор за оперски рецитал по повод Свети Климент Летен, да го обележиме денот со љубов, со оперски арии за љубов, за верба, за надеж, за сите оние емоции што не прават луѓе, оние емоции што не прават. Француски репертоар, како што кажав, имаме германски репертоар од Моцарт, Пучини, не може да се помине оперски рецитал без Пучини, опери од арии од оперите како Боеми, Джани Скики, Грабнување од цареот и помалку познати опери како Лакме и Таис. Совладан, да, многу драг репертоар, многу се чувствувам сигурно. Имам наистина желба да ги откривам овие арии пред охридскиот народ во црквата Света Софија, таа маестрална акустика. Ќе ми биде чест и ќе ми биде големо задоволство, така да повеќе сум возбудена отколку да кажам имам трема, но да, станува збор за тежок репертоар. И така, еден тип на посебно искуство и за мене, ново искуство. Да, се случува често. Они имаат слушнато за Охрид, често пати ќе спомнам Македонија и сите знаат да кажат Охрида, веднаш им доаѓа Охрид. Имаат слушнато за нашиот антички театар, за прекрасното Охридско езеро, за бисерите, ми се слушна да ме прашуваат. Скопје им е позната им е нашата опера. Секако не им е доволно, според мене треба уште многу повеќе да се популаризираме, да се, како што кажете вие, да се фалиме со тоа што е наше, бидејќи имаме многу. Ми е драго, бидејќи се свесни дека доаѓаат многу талент од Балканот, од нашите региони. Италијаните се веќе свесни и често пати почитуваат, се радуваат кога ќе видат славјанско име, така да имаме еден добар фидбек од Италија и од други европски земји, но јас често пати се фалам. Со Охрид особено се фалам, иако сум од Скопје. Би се случило често пати да ме прашаат дали си ти од Скопје или од кај што е езерата. Викам, сакам да се вратам и не можам да замислам живот без сите таа наша култура, без тој наш живот, без нашите традиции. Така да сакам да се вратам, сакам што повеќе можам да дадам на нашата публика, да се чувствувам јас да сум дома, да работам, да креирам, да творам од дома, нема ништо поубаво од тоа. Но би сакала, да поминам, мислам дека имам потреба од се уште искуство на страна. Како што кажете ви, една година сигурно, може 2, може би и 3. Имам потреба да растам и после тоа да се вратам онде каде што ми е мене комотно, каде што ми е љубов. Така да, се надевам да се вратам во Македонија. Дека да ми? Да, ме пофалија, добив похвалба, бев меѓу првите, последните испити ги добив со максимум поени, кој што, може би не е толку важно, но да, за мене беше голем пресад, бидејќи имаше промена во репертоар, прераснав од чист лирски, за оние кои што се разбираат малку повеќе, од чист лирски во лирски колоратурен сопран. За мене беше многу значајно, бидејќи не беше лесно да се изгради и таму да се изгради еден тип на публика. Еве годинава има повеќе концерти од обично во Трст. Но да, за мене значиш, иако оценката не е никогаш најважната, далеко од тоа, но годинава добив похвалба од професорите на катедрата како еден од така сега не сакам да кажам јас да се фалам, но еден од заслужните вокали. Сакала да работам, да имам некакво работно искуство во оперските куќи во Англија. Имам голема почит за нивните, за како оние представуваат операта. Италија секогаш се сакам да си ја досовладам, нормално не ми е далеко од досовладана, но сакам да продолжам да работам во Италија. Балканот е преубав за работа, имаме прекрасни режисери овдека. Имам листа која што најважно од се улогите сакам така да си ги. Оние кои што ми се цел. Така да поканувам сите ова прекрасна црква која што како што можете да видите доаѓаат од секаде во светот да ни ја видат. Да го прославиме денот, да уживаме во малце музика, да некаква се надевам ќе биде прекрасен настан, како што за мене беше лани, беше за мене навистина искуство преубаво. И многу ми е чест што станува некаков тип на традиција. И сакам да ве поканам на 7 август, токму овдека во 8:30.
да го прославиме денот, да пееме, да слушаме убава музика и да се сцелиме.